Добро ни дојдовте во емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. Во оваа емисија разговараме за доста интересна тема или би рекла повеќе намирници кои тивко го убиваат човечкиот организам. Односно, таквите намирници ги има често во храната, во индустријски подготвената храна, во пијалоците, во соковите и така натаму, но многумина и не знаат за тие намирници. Токму во оваа емисија ќе ги споменеме и начинот е како да може да внимаваме да не ги конзумираме ваквите намирници, иако ги има скриено во одредена исхрана. Добар ден, добро ни дојдовте повторно во емисијата. Добро ве најдов. Прв пат ќе зборуваме за некои адитиви кои ги има во храната, во пијалоците, но понекогаш и во лековите за несреќа. Но имињата се им такви какви се, малку неразбирливи, но ќе кажеме за разбирање за нашите гледачи дека ги има, во кои производи ги има. И треба да ги одбегнуваат таквите производи. Така е. Така, да. Особено да внимаваат при набавката, да ги читат тие знаци на европските знаци, на европската роба, и да ги читат бројките, таму има Е10, Е14, Е355 и така натаму. Но тоа често пати луѓето не го разбираат. Не го разбират луѓето и многу тешко може да се онака да кажеме заштитат, он не знаејќи дека е тоа нешто лошо, може ќе мисли дека е тоа е добро, затоа што пише така дека е на производот го има тоа, но тоа е да кажеме многу штетно или многу опасно по здравјето. Ние токму на тие адитиви ќе посветиме денеска внимание во емисијата и на која храна, односно пијалоци, треба да внимаваат луѓето, бидејќи ги содржат големо количество на ваквите намирници или адитиви кои ќе ги споменеме. Да почнеме од почеток. Тука е натриум нитратот, натриум глутаматот, калиев ацесулфам. Но тоа колку ќе значи за луѓето не знам, но ќе споменеме која храна не треба да употребуваат. Повелете. Нажалост, ја ќе мора да ги кажувам такви какви ги има, за да може, ако има на амбалажата напишено такво нешто, не треба ни да го фаќат, не да го купуват. Но за жал често пати се сретнуваме со ваквите и ги конзумираме секојдневно ваквите адитиви. Тука е голема шпекулација од производачите на лекови, производачите на адитиви, кои што најдоа свој пазар во производството на храна, во производството на сокови, во производството на чипсови, на дечја храна, но и во саказите, во каладонтите и така натаму. И сега онакви какви се, тие се стотици ги има, но ќе зборуваме само за 9 кои се изузетно опасни и кои најчесто ги има во исхраната. Најчесто ги има и кои предизвикуваат најчесто канцерогени заболувања, односно предизвикуваат рак. Па ете да почнеме по еден ред, како што се напишани во номенклатурата. Јас не можам да ги изменам, ќе мора да ги кажуваме така, но ќе кажеме каде ги има и за што се употребуваат. Аспартам, тоа е еден вештачки засладувач кој е замена за белиот шеќер и го има речиси во се што се произведува што е засладено во храната. Во соковите. И во соковите, но во храната почесто и треба да биде категорично одбегнат. За него има и меѓународна декларација. Некои ја поштуваат, некои не ја поштуваат, но овој адитив и ден денешен го има во храната и добро е да се внимава, па нека го запамнат неговото име. Аспартам. Втор, натриум нитрат. Па натриум нитратот е вештачко ѓубре, чилска шалитра, земјоделците знаат. Со него ја потхрануваат оризо, пченицата, градинарските производи. И малку се знае дека за сето свежо месо кое има црвена крвава боја се употребува чилска шалитра. Односно вештачко ѓубре. Со него, раствор од него се прска и така месото изгледа многу свежо, како да е од денес донесено од кланица, но за несреќа таквото месо покасно се преработува во пушено, сушено или сушено и пушено, но таквото месо се преработува и во кобасици, во разни други суобеснати производи, вклучувајќи и некои од производите кои што се додаваат како додатоци во други, дури во тестенините,
предизвикуваат серија на болести, меѓу другото, докажано е дека предизвикуваат повеќе видови на рак. Најчесто на рак во грлото, во устата, но и во органите за варење. И во колку се јаве такво големо загадување и напад од чилска шалитра во органите за варење, на човекот му нема спас. Од тука дифузно преку храната се разнася на сите страни, вклучувајќи и во мозокот, и човекот е доведен во крајно небезбедна положба. Затоа внимавајте кога купувате месо, избегавајте ги месата со црвена боја, избегавајте ги джигерите, бубрзите, слезенките, слеските, затоа што во нив се најчесто концентрира овој додаток натриум нитрат, односно чилската шалитра. Ово е забрана од чилската шалитра негде од миналиот век, од 1970 година. И да кажам, речи си дека никој не го поштува. Да. Сите производители на месо, почнувајќи од кланиците, па се до изнасањето на месото во продавниците, сите шпекулират со чилската шалитра и може да предизвикат, особено кај младите, многу брзо катастрофално заболување од канцерогени болести. Затоа треба да се избегнуваат совместнатите и конзервираните производи. Така е. Што помалку од нив, што подалеку од нив. Тука сега да го напоменеме натриев глутамат. Глутаматите се беланчевини, еден вид глутамини, кои што природно се хранливи и на човечкиот организам му служат, па и на животните, како извор на беланчевини за раст и така натаму. Но што ми е додаден натриум, тоа веќе не е типичен природен глутамин, природен, да кажеме, беланчевинасти материјал, тоа е вештачка храна, вештачки додаток кој се употребува најчесто во брзата храна. Исто така се употребува и во правењето на чипсовите, но и доаѓа многу често од така наречената кинеска сол или кинески зачини. Па сега, ете, вие видите, те има непалска сол, те има не знам каква сол. Хималајска сол. Да, па Хималаите се у Непал и у Хималаите. И така натаму. Кој кај нас ги проверува тие работи до крај? Ние имаме ветеринарен завод кој треба да воде рачун и завод за здравствена заштита. Може би се тие и добри и не, но треба не само таа анализа од тај ден, треба секојдневно да бидат анализирани за да може да се докаже дали се тие стално здрави или не се здрави. За несреќа, овие глутамати се употребуваат и како зачини во салатите. Најчесто што ги гледаме и на телевизија, кога поливат со некакви сосови и така натаму, таму секако дека постои опасност од такви глутамати и натриев глутамат со кој што може да се предизвика за потешки заболувања, особено заболување од рак. Калиев ацет сулфат, тоа е еден нов засладувач, вештачки шеќер, кој што е 10 пати поблак од белиот шеќер. И него го употребуваат на големо сите производјачи на сокови, газирани сокови, на природни сокови, па се употребува и во индустријата за бомбони, во индустријата за колачи. И го познати по тоа што он и у лебов се употребува, допринася многу брзо вештачки да стасува лебот или белите пецива. Едноставно ние, како викаме, кабардисува, нараснува многу брзо. Тоа е тај, да кажеме, калиев ацет сулфат, треба да се, што е можно помалку да се користи. Него за несреќа го има и во саказите за деца. И во производите желатинизирани, кои што, ето, врз тортите ги ставаме желатински бомбончиња и така натамо, што е исто така многу опасно и треба да се избегнува. Тоа е забранет, но дали тоа го поштуваат производјачите, така е и напишано дека многу малку од нив се послушни. Значи, иако е забранено, индустријата ги произведува
и ги лиферува, а производјачите на храна, на сокови и друго ги користат и на тој начин го упропастува здравјето на потрошачите. Еден од многу честите бутил оксид е изузетно опасен за децата, затоа што најчесто се употребува за правење на чипсови и на Грицки, така и слични. така е и за грицките. Многу брзо они така пораснуваат од додатокот на него и го има речиси во многу често во целокупната храна што ние ја јадеме, вклучувајќи и децата кои што се љубители на чипсовите и на грицките, па и на оние стоби или што ги знам тамо смоки кои ги има на големо. Иако е овој изричито забранен во миналиот век и ден денешен се употребува негде јавно, негде тајно, но го има и кај нас. Затоа родители внимавајте што помалку да ги дечињата клюкате со овие производи, затоа што во некои од нив, не мора во сите, но во некои во нив сигурно има оно што е најштетно за нивното здравје. Еден од многу опасните пропил лагат се употребува во дечјата храна. Иако е забранен во дечјата храна да го нема, он е изузетно опасен затоа што предизвикува серија заболување од органи за варење до главоболки кај децата и до појава на аутизам. Сметни во психички, сметни и сметни во говорот. Но има докази, некои истражувања дека он влијае на пораста на луѓето. Така да имаме тај така наречен нанизам или по наше вулгарно речено многу ниски, многу мали деца кои ете има несреќа, растот им е блокиран најчесто од овие вештачки засладувачи или вештачки додатоци кои ги има за несреќа во храната и во соковите. Калиев бромат. Бромот е еден од елементите кои делува смирувачки на живците. Него за несреќа го употребуваат многу често во војската, во полицијата за смирување, го употребуваат во болниците за смирување на болните. Сега тај бром, ако биде додаден на него калиум, станува изузетно агресивен, но се употребува и во храната и во соковите, за кои се направени изузетно многу тестови, почувајќи од животни, па и до луѓе, а најчесто луѓето во затворите се заморчиња, бели глувци, за медицинарите и тамо се испитуваат и има многу лоши појави, изузетно канцероген е овој препарат. Он е обележан и со број Е924. Калиум бромат. Калиум бромат. Е924, но дали ќе го има на амбалажата или не, зависи од производјачот на таа Така, но роба. малку луѓе ќе го видат тоа. Па и не знаат што Да, е. и не знаат што значи. Затоа, евентуално, уколку станува збор за тоа дека го има или има обележување со овој код, треба луѓето да го избегнуваат, особено да не се дава на дечињата, затоа што последиците... Во кои продукти би го имало калиум бромат? Него го има, речиси, секаде. Во газираните пијалаци. И во 2000 година се забранени таквите додатоци во газираните пијалаци. Но Да, повторно го употребуваат. злоупотребуваат и го има секаде. Има го во исто така у производството на некои, да кажам, некои производи, но било каде да се најде, во прехранбени артикли, во сокови, вештачки газирани сокови или да кажеме вештачки на некој начин засладени, како што се мармалади, засладени
джемови и така натаму може да направи големи штети. Често пати го користат сладкарите во производство на колачи, на медењаци и така натаму, но би требало да биде избегнувани, особено да не се дава на малите Ја деца. забравивме олестрата. Олестрата е еден нов засладувач за кој науката тврди дека е многу голем засладувач. Дури е спореден со еден засладувач кој што доваѓа од Парагвај, од едно растение кое се вика стевија, но не е ово од стевијата, него олестрата е дури 100 пати поблага од шеќерот, од белиот шеќер. И сега замислите, за да се засладе 10 кила некое тесто, ќе треба да се засладе со по 350 до 400 грама засладувачи за производство на торта и друго. Тоа ќе може само со некоја една лажица да се направи 10 кила тесто да биде засладено, како да има Да. 3-4 кила или 5 Но кила е шеќер. изузетно штетно. Изузетно штетно и многу канцерогенно. Забранено е и со меѓународна светска декларација да не се употребува нити во сокови, нити во особено да кажеме колачи, сладки работи и да не се употребува во индустријата за бомбони, за локуми и за други колачи кои што се многу достапни, особено многу за децата. А да кажеме уште нешто, За И- вештачките бои. вештачките бои се присутни без оглед на тоа кој како ќе ни вика дека ги нема. Ете и во сокот што стои пред нас има вештачка боја, изгледа како да е бојата од овој сок. Ево, Маска. така, некоја портокалова, малку позатворена боја, кафеникова, како да е од моркови, како да е од патиџани или од тиква. Но тоа нема ништо од овошјето, претпоставувам. Нема ништо такво овошје со таква боја никој не познава. Иако е овоштен сок, ево пише на него вива, нека ми простат таму лоша реклама да не им направиме, како има портокали, има Кива. праски, киви и така натаму, но може би тоа го има. Но во него за да се добие одредена боја, привлечна боја, има додатоци најчесто на анилински бои. Анилинот е тежок отров. За да се отроват 10 човека, концентратот од анилин од една мала лажичка е доволен да убие 10 човека. Да. Може да мислите Сега сега... се стават во мали количини, претпоставувам. Да, тука се става во мали количини само за обојување, но во секој случај штом го има, он е Значи, тука... најдобро е природни сокови да се пие, а тоа е Така. свежо и исцеден сок од портокал, домашен. Тоа што ќе си го направите Да. вие дома, Да. а најдобро и најсигурен пијалок е водата, чистата вода. Друго, се што пред нас ќе дојде, како сок, како кока-кола, како не знам било кои Во сокови, природно цедените сокови се изузетно добри, концентрирани, да. густи Од или... цвекло, од морков, кој сами Така. ќе си го приготвиме дома. Воопште не е тешко некој да си направи дома било кој сок, а сега на есен имаме пуно производи од Да. кои земјоделски производи, овоште и друго од кои секоја домакинка може да направи повеќе сокови и тие концентрирани сокови да бидат делени во фамилијата на сите во обична чиста вода. А од тие причини, ете, тоа го нагласуваме да луѓето знаат да се заштитуваат и да знаат дека не е се злато што сија и не е се добро да се јаде, иако е вкусно, иако е привлечно. Вкусно, но не е полезно. Не е, да, Не е тоа е корисно. штетно по здравјето. И ете, ја апелирам сега, издесајќи ги овие работи, да не ги фаќа луѓето паника, но да обрнат внимание на се што купуваат, што зимат и да се информират ако треба и во продавниците дали е тоа здраво или не е здраво, дали е не само свежо, него дали има и одредени адитиви од овие сега што ги споменавме. Кажавме дека повеќе, значи ги споменавме чипсот и грицките. Значи особено треба дечињата да внимаваат, посебно на тие смоки, чипсови и грицки. Повеќе пати ги споменавте и исто така и благите колачи.
Да. Но Видиш да и, луѓето го тоа знаат со месните производи дека не се добри, но сепак ги конзумираат. но и гумите за жвакање. Па нема дете кој не жвака. Сега Да. да излегнете, еве тука ќе најдете било каде по улиците да погледате, ќе најдете исплюван Да. сакас, како се го ние викаме. А тоа што е? Тоа е баш некој од овие вештачки засладувачи со додаток малку на брашно, малку на тоа е растеглива материја чамсакас која се додава во мастиката, но тај не е така штетен чамсакас. Затоа што е еден вид природен лепак. Сега во тој природен лепак додадено од овие адитиви за кои сега зборувавме, Да. со малку брашно се добива сакас, кој што или гуми за жвакање, кој што е изузетно штетен затоа што и брзо преку плюнката доаѓа во сите органи, од устата, јазикот, грлото, па и во органите за варење. Кратко да споменеме, кажавте дека предизвикуваат рак, тоа е веќе крајна состојба, но можат и поинаку да му штетат на организмот. На кој начин? Што може да предизвикат доколку во големи количини се употребуваат ваквите адитиви? Има докази за некои од овие, особено шеќерите, правени проби со животни, Да. и мали и повозрасни, и е докажано дека изузетно лошо влијаат на видот. Па дури се појавува после продолжено зимање и слепило. Да. Сега замислите, ако одредена категорија луѓе, особено децата, консумираат такви производи у кои има ово, не е ни чудо дека видот на таквите деца се намалува. Да. Па не е И ни... не само на видот, значи штети на целиот организм. Како не, па На органите за варење, на срцето, не, на белите рековме. дробови, на црниот дроб. особено на жлездите за раст. Ние знаеме кои се тие жлезди за раст, но и на полните жлезди, кај децата. Многу често има сега веќе појава на полни болести кај малите деца, као што е криптохизам, неразвиени тестиси кај машките, неразвиена, доволно развиена материца кај женските деца. Но погледнете, ако идете во школите, ќе видите колку дечиња носат наочари. Но Кој забележано може, е така и кој може да каже дека не е нешто од последиците и од ово? и гојазност се забележува во последно време, посебно кај децата во училишна возраст. Така е. Ето, шесто оделение, тука четврто, седмо и така натаму, значи во основно образование. Така е, нели споменавме, некои од нив делуваат како масти или лажни масти, а фактички се енергенси. Тоа е тие вештачки масти кои ги има во овие производи за кои зборувавме, предизвикуваат природната мас да се мултиплицира. Таа мас ги спречува да се искористат беланчевините и природните шеќери, но ги фаворизира природните масти. И затоа Да. во Се науката појавува е гојазност кај децата. Да. појава на гојазност, што е многу лошо, и гојазните дечиња се, да кажеме, така, неспособни за физичка активност, Активност, така. па покасно знае се што последици може да настанат, а гојазноста е една од големите причини покасно за развој на срцеви заболувања, на заболување на жлездите, особено на тироидната жлезда и така натаму. Па од овие причини, ете, ја апелирам поголема опрезност, Предпазливост, да. предпазливост поголема кај купувањето на производите и да се луѓето информираат што има во нив и дали нема некој од овие за кои 9 производа рековме дека се меѓу најштетните. Нив ги има многу. Ние споменавме 9, така, ги има многу. Зборуваме за овие кои се најопасни, за кои има детални истражувања и за кои е докажано дека се штетни. Да. Верувам дека добро е што посветивме на цела емисија токму за ваквите адитиви кои ги има во намирниците кои секојдневно ги конзумираме, посебно дечињата. Кажавме чипс, смоки, грицки, таквите благи колачи, Брзата храна. брзата храна, да, со месните производи и така натаму. На тоа треба да внимаваат и родителите и самите дечиња. Ја апелирам некаде во училиштата од најмала возраст натаму да одржат некое предавање било кој. Да. Од таму има сега секакви стручњаци во школите. Со кои ќе може да се подигне таа јавна свест кај Така луѓето за е, користење на не да ги исплашат децата, него да ги информират, да знаат дека тоа што го зимат е добро, тоа што го зимат е Ваквите емисии се лошо. едукативни, значи вака да се Така делува е. на некој начин, посебно кај децата, за да може да се намали
конзумирањето на вакви адитиви. Така е, ако возрастните не водат внимание за себе, особено после симањето на вакви производи кои што се канцерогени, још и пушат или се и алкохоличари, или и едно и друго. Да, дополнително го отежуваат Така работата е, на организмот. Така е, но и дополнително предизвикуваат сериозни органски заболувања, вклучително најчесто и појавата на рак. Да. Па од овие причини не е лошо да кажам дека без да се плашат луѓето, ова што го зборуваме прв пат Да. пред луѓето е само Не одредивме конкретна тема, туку зборувавме Така. за намирниците кои не треба, односно адитивите кои не треба да ги конзумираме. така, го правиме само со добра намера Да. заради превентивна заштита од евентуално еродирање на здравието, Да. од примање на таква храна која што е вештачки загадена веќе во самото производство или ја произведуваат некои несвесни произведувачи ја Да. лиферуваат. Ја има во сите совместни производи. Така е. Заклучокот е дека повеќе свежа храна, значи зеленчук, овошје, сконцентриран и подготвен во една убава чаша сок, е многу поздраво отколку ваквите вештачки направени сокови. И Јас грецки, така. апелирам до мајките и до бабите да си готват дома оние старовремски јадења природни, Така. да не ги заборават, да не го забрават гравчето, затоа што оној кој го измислил гравот, Децата повеќе на посегнуваат него по треба да му направат споменик до Господар. Гравот е и хранлив, но и многу има у него, поред хранливите материи, има у него природни адитиви за заштита на организмот. Потикнуваат го варењето, заштитува од гливици и Значи не е забрането грав, грашок, леќа, Леќа, ориз, да. компир и Така така е. натаму, сето тоа го дала природата и треба да се искористи. Така е. А И не ваквите вештачки подготвени. тоа комбиновано произведени. заедно со зеленчук, како Да. салати или како додатоци во храната, па и тие се еден вид природни адитиви, моркови ако се додава, ако се Така. додава магданоз, миродија, па и други. Ние имаме селимот, например, е забравен, некојаш е користен како адитив. Користени се и други растенија кои нашите стари луѓе ги знаат и ден денешен ги има. Ќе ги најдете у куќите по селата закачени надвор под терасата. И тие исто така служат како адитиви, но во исто време се и лековити билки. Благодарам што одвоивте време повторно за нашите гледачи, што несебично давате совети секоја недела за гледачите. Верувам дека успеавме да допреме до луѓето да се подигне таа јавна свест за користење на ваквите производи. Ништо не им значи ако кажеме кои адитиви, но ги споменавме во која храна ги има и која не треба да употребуваат. Оте се, повторно ќе кажам, чипс, грицки, сокови, засладени и така натаму и сувомеснати производи. Благодарам уште еднаш, се гледаме повторно следната емисија на нова тема и на нови совети. Благодарам и на вас. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата Разговор со магистер Киро Аџески. Верувам дека и со ваквите емисии ја подигнуваме свеста за користење на лековитите билки, но и за некористење на ваквите адитиви за кои зборувавме во оваа емисија. Се гледаме следната емисија во истиот термин. До тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости. Довидување.